Добар ден на сите. Благодарам за вашето присуство. Вчера, како што се договоривме, денес ќе образложиме повеќе за веста што ви кажавме дека што ви интересира е огласот што се распишува во клиничка болница Штип. Во моментот денес во националните весници излезе оглас за 23 вработувања во моментот. Од тие 23 вработувања и ќе има уште 2 вработувања наредната недела, значи вкупно ќе имаме 25 одобрувања за вработување на неопределено, во моментот се распишени за 23. Тоа се, значи, од областа на здравствени работници имаме еден дел од кој што имаме стоматолог, имаме фармацевт, фармацевски техничар, акушерки, сестри, физиотерапевти. Потоа имаме помошен персонал, кај што имаме хигиеничари и болничари, поголем дел, значи околу 10 вработувања. И следната недела за 20 административни работници испак ќе се распише оглас. Огласот ќе трае, точно сега не можам да ви кажам, треба да го видиме во вестникот дали 5 или 7 работни ден. И потоа, нели, ќе чекаме инструкции од Министерство за здравство и од административниот сектор за понатамошно постапување за врска со оглас. Дали тоа до некаде го амортизира проблемот со кадри? Така, дефицитот веќе повеќе пати сме кажале, значи имаме голем дефицит на кадар. Релативно го ублажува дефицитот, но по завршувањето на овој област веќе во припрема сме и правиме планови за нов оглас што планираме, здрави Боже, некаде околу септември-октомври се надеваме, нели, да може уште еден оглас да распише. За колку? Па ние ќе бараме за околу 30 вработувања, колку ќе добиеме, тоа е веќе со договарање со Министерство за финансии и Министерство за здравство. Ќе видиме колку е, се надеваме на што поголем број. Различни профили или? Секако, да. Вака сега, од кои профили највеќе? Значи, највеќе што ни фалат се медицински сестри, болничари и хигиеничари, значи, во болницата. Во моментот тој дефицит со лекари што го имавме е релативно, бројката е стабилна, нели, има дефицит, но не е толку приоритетна. Бидејќи во минатата година, во 2025 имавме вработување на неопределено со акцијата што беше од Министерството за здравство на 18 лекари специјализанти од приватно во државно и на неопределено време имавме уште 7 лекари. Се вкупно 25. Во моментот имаше трансфер на еден лекар што од понеделник ќе почне работа во болницата од приватно во државно, така да некаде околу 25, 26, 27 лекари до сега имаме вработени. Ова е прв оглас или во текот на годинава или е кој поред? На неопределено време е прв оглас. Ова е тој оглас што, нели, временски не можевме декември да го распишеме и, нели, го реобјавивме овој, процедурата почнавме, сега е овој оглас и за 26-та веќе што ви кажав се надеваме да добиеме 30, дај Боже. Така, имате направено анализа уште колку вработени фалат, тоест да се пополни кадар во Штипската болница, бидејќи знаеме дека веќе неколку години наназад болницата работи со сега дефицитот, таа бројка сме ви кажале, таа пластична малце е сува бројка. Секој вработување, секој трансфер што го правиме на персонал од друга болница кај нас или од приватно во државно што ги префрламе, е некое реално заситување, задоволување на тој дефицит што го имаме. Бројката е голема ако одиме по систематизација, но тоа е се бројка на хартија што се води. Таа бројка е голема, веќе сме ви кажале, значи ние тука кобуриме, зошто кобуриме? Значи ние сега 25 примаме, а во моментот годините, значи на вработените што ги имаме е во моментот, значи овие 2-3 години се очекува поголем дел да одат во пензија. Ние сега, за жал, што имаме оваа недела само 5 медицински сестри во пензија ни замина. Така да ние имаме 6, ние сме реално за оваа недела сме ги заситили, но се надеваме нели на поголема бројка понатаму. Добро, Да ви прашам, да, извинете, што е со специјализациите? Од кои специјализации има најголем недостаток во Штипската клиничка болница? Така, ние се трудиме, значи, тие недостатоци, што сега видите, болницата е голема, значи има многу вработени и динамичен процес. Значи, во моментот тој дефицит што беше со гинеколози, сега немаме дефицит на гинеколози. Сега се 6-7,
анестезиолози се уште тројца. Имаме договор подпишано со тоа Рилуц, со Карел од Скопје, анестезиолози доаѓаат на помош на дежурство во Штип и се очекуваат колку Тројца. Да, вработени кои се на специализација. Имаме двајца што ќе се очекуваме септември-октомври да завршат специјалисти и двајца всушност од овие што ги вработивме од приватни се вработија кај нас за 3 години. Со овие тројца сега се надеваме дека ќе го решиме тој почетен дефицит, да кажем. За почеток би било во ред. Сега наша цел е да има што поголем број на анестезиолози, бидејќи како секој раководство сака нели да направи експанзија. Во план сме, се надеваме нели прво со персонал да се стабилизира, да се зголеми бројот на операциони сали. Значи сега не би било убаво да направиме сали а да немаме персонал. Ако тие завршат анестезиолозите што се и имаме доволен број, би можело на пример ортопедска сала уште една да се отвори, нели тоа е во иднина нешто што планираме и што се стремиме тоа да го направиме. Значи да има ортопедска сала за артроскопија, артроскопска сала да биде, да има на пример уролошката сала да се реновира, нели таму и да може да имат повеќе денови за уролошки процедури. Да, и они лапароскопски, пошто работат, ендоскопски, сега ги работиме во една сала. Ендоскопијата е и за хирургија и за урологија во една операциона сала поделена по денови, затоа што такви се условите. Дефицитот на анестезиолози не води до тоа. Ние мораме да ги тие заради нас се на еден начин обструирани да имат помал број на интервенции, да. Инаку тие апарати што не беа сервисирани, значи апаратите анестезиолошки што се во функција и сега функционираат сите, уролошките апарати во сала за цистоскопи што се сервисирани и се очекува значи уште еден сет за цистоскопија за да може побрзо да се одвиват тие процедури што ги прават. Што е со мамографот и рентген? Така, мамографот за жал неколку месеци не работи. Веќе сите знаете што е целта. Целта е значи што побрзо да го направи. Мамографот си ги има своите години и тоа беше дилемата што разговарахме, значи самиот сервисер што кажа дека нема делови што може да се набават нови делови за него. Сега у дилемата дали нов или да се поправи стариот, у консултација со сервисерите тој дел што фали преку нивни мрежи, најдем дека тој дел го има во Хрватска и тие сега чекат да се достават до нас за да го направиме стариот. Зошто го правиме стариот? Сега тоа е стар, но во интерес на времето за пациентите да не чекат. Бидејќи како нов апарат е процедура за јавна набавка што се одвива месец-два, понекогаш и 3 ако има жалби. И така да сега ако почнеме ние нов, не би било благодарно уште 3 месеци да чекаме апарат. Во се очекува, значи штом стаса дело, се надеваме за 10 дена да функционира. А рентген? Рентген апарато, за жал, пред неколку денови е во функција. Процедурата направена е дефектажа, процедурата е отпочната, значи сега на управен одбор мора да направиме ребаланс за средствата да ги пренаменеме и со фирмата што го сервисира се договоривме, значи ќе гледаме у најкосможен рок што може да го направи. Сега за жал тие апарати се големи и тоа сервисирање не може да се одвие за ден-два. Пак ќе треба граѓаните да бидат стрпливи. Што ни е алтернативата? Значи у регионалните градови што ги имаме, значи апелидоматичните лекари што се од регионот за рентген во моментот да ги упатуваат во регионалните центри во Радовиш, во Свети Николе, во Кочани. Ние имаме значи алтернатива, но тоа е помал рентген апарат, значи подвижен што го имаме. Тоа не е за пациенти што не се хоспитализирани, но тој го нема тој капацитет што го правихме, бидејќи дневно околу 100 пациенти се сликаат само прва смена на рентген. Добро, на неколку пати беше најавено профункционирањето на ургентниот центар. Има ли некои нови детали, дали годинава би тој конечно профункционира? Тоа во договор со доктор Билјана, значи
тој долго стои, нели, таа да го води така и објасни. Започнавме со процедура, припрема, што треба да се направи, изведувањето, каде ќе биде, тој ќе биде на местото каде што сега е дежурната амбуланта, на приемниот дел на болницата, ќе биде хируршки и интернистички ургентен центар за сите пациенти од источно и југоисточен регион кои ќе доаѓаат тука како ургентни пациенти, да бидат сместени првично да се диагностицираат и после тоа да се третираат таму каде што е потребно да бидат третирани во нашата болница. Да, дали има некоја временска рамка кога ќе почне Па ние веќе почнавме со процедурата, се надеваме дека во текот на летниот период кога имаме помалку пациенти, помала гужва, за да не бидат оневозможени работите во другите амбуланти во интерес на пациентите, се надеваме летото ќе го завршиме така да од септември, сега да не кажуваме неблагодарно е да се каже период, но се надеваме од септември дека веќе ќе почне да биде во функција. Ургентно. Тоа е таа етапа претходно што ја спомнавме, значи модуларната веќе функционира за мој термин. Да. Така да тој наплив на пациенти што беше на приемно одделение овде е помал. И тие амбуланти што се, например, за ендокринологија и за подигање на инсулин, веќе се во модуларната болница. И тие простори што се ослободени, кога ќе се реновира ургентниот центар овде, тие простори ќе функционираат за тие пациенти што треба да дойдат. Значи, таа физичка подготовка е веќе направена во таа етапа да може да се отпочне со ургентниот центар. Целосно ли пополнет простор во модуларната болница или има се уште слободни кабинети? Кабинети има некоја, не се сите, значи околу 80-90% проценти се зафатени. Што е разликата, бидејќи претходно тие услови што ги имавме физички овде, ние немавме доволен број на амбуланти. На простор. Сега со тие простори што ги направивме амбуланти за прегледи, че горе во модуларната има околу 17 амбуланти. Сега овие месеци, значи, лека по лека се стабилизираме и гледаме што повеќе термини да можат да пуштат самите специјалисти за да бидат повише достапни за пациенти. Значи сега го немаме тој физички проблем дека немаме амбуланта, туку веќе е сега организационо докторите да ги ослободиме што можат повише термини да дадат. Што е со медикаментите? Диабетичарите знаат почесто да се пожалат за недостаток од нивните суплементи. Дали го има сега тоа доволно? Инсулин и терапијата што е таблетарна редовно се снабдуваат диабетичарите. Пациентите онколошки болни што примат онколошки третман во клиничка болница Штип, месечната терапија што се добива денеска ќе се добие терапијата за мај и така ќе, значи, процесуално си тече работа, што е. Ќе гледаме тие што се онколошки лекарства, што се, да може да ги добиваме еден месец временски понапред, например сега да ги добиваме за јуни, бидејќи сега за сега така функционираме, за мај добиваме ги за мај, а сега се нели 7 мај, нели пак 7 дена се чека. Пациентите ќе си ја добијат својата терапија, но нема да бидат од 1 до 5 за тоа. И се надеваме нели да имаме залиха еден месец повеќе за да си биде календарски кога ќе се рече први во месецот, терапијата за тој месец да има. Докаде е поставката, директоре, за реконструкција на подпорниот зид кој што падна во текот на зима? Вчера разговаравме со градоначалникот, бидејќи во координација со општина Штип и со градоначалникот се договоривме, значи, таа постапка да општина Штип да изврши со градоначалникот. Имат направено сондажа, имат некоја процена колку ќе кошта и таму има размредување, значи летото ќе биде не само од ефектот кај што е настанат, туку ќе гледаме целиот подпорен зид да се смени. Мислам, тоа вчера сега неофицијално со градоначалникот што го разговаравме, ама верувам дека човек ќе го направи тоа. Друго што